Дирекцијата за заштита и спасување апелира за особена внимателност во следните денови. Велат, Македонија влегува во фаза на екстремно висок ризик од шумски пожари. Најавените тропски температури, ниската влажност и ветерот и при најмала невнимателност може да предизвикаат катастрофа. Според Ангелов, сите кои ќе предизвикаат пожар треба да завршат во затвор. Тој вели дека дирекцијата моментално располага со 40 на специјални возила за гасење пожари на непристапен терен. Набавени се нови метли и напртњачи, а формиран е и посебен тим од пензионирани војници и полицајци. Е формирана, условно речено, една нова единица за заштита и спасување, која што јас ќе ја нарекувам огнен тим на дирекцијата за заштита и спасување, и кога овие луѓе ќе действуваат со специјалните возила на дирекцијата, ќе ги нарекуваме огнени тимови на дирекцијата. Овие огнени тимови вообичаено ќе бидат составени од посада од 2 или 3 лица, еден возач, еден помошник возач и еден оператор на пумпа. Значи 2 или 3 лица ќе сочинуваат еден огнен тим на дирекцијата. Тие се наменети да помагат оному каде што е најкритично. Дирекцијата денеска на терен ги покажа можностите на специјалните возила, искачување и спуштање по екстремен терен, начините на гасење и управување со поранешните армиски возила. На располагање се и 3 авиони, хеликоптерите на полицијата и еден армиски со ведро кое може да носи до 3 тони вода. Покрај 900-та професионални пожарникари, според Ангелов, за справување со пожарите на располагање се и членовите на доброволните противпожарни друштва. Во текот на летото ние сега можеме да сметаме на најмалку 200 дополнителни пожарникари за гасење на пожари на отворен простор и шумски пожари. Се разбира, командата ја имат професионалните противпожарни единици. Доброволците помагаат на нив, но навистина јас сум воодушевен од нив. Има неколку многу силни доброволни друштва кои што имаат по 5, 6, 7 возила, вклучително и возила за гасење на шумски пожари. И покрај подобрената механизација и дополнителни сили, надлежните порачуваат дека најважна е личната одговорност на луѓето, да се воздржат од палење на отворено, да не фрлаат од пушоци и да пријават ако забележат оган или сомнително движење во шума. Зоран Јаневски, Сител телевизија.